Екзотични птици, деликатеси, принцови оживеани растенија. Се што не сте можеле ниту да соните, прошете на синокешниот маскенбал во Струмица. Насмејани, влезени во своите карневалски улоги, уште еднаш покажаа дека барем за неколку часа може да се промени стварноста. Оваа година нашата маска се вика Глуварче и идејата ни е всушност од онаа што нашето училиште го имаме профилот фармацевски техничар и глуварчето како билка се одгледува во нашиот крај и е многу користен како лековито растение. Но освен тоа што е како лековито растение употребувано во нашиот регион, глуварчето го представуваме во две димензии и цвет и еве она што го велиме крајот на зрелоста негова. Па секако нашиот струмички карнавал ја манифестира љубовта. Значи делот од љубовта е приказ и на мојата маска. Сега сум сам, меѓутоа втората половина е исто така дел од таа маска која покажува љубовта на струмичкиот карнавал. На маскенбалот дојде и градоначалникот Костадинов со девојката, представувајќи ги Тито и Јованка Брос. Неговите пријатели пак ги оживеа ликовите на светски политичари, лидери, познати личности од светската историја. Навистина и јас и целата моја екипа решивме да по неколку консултации се направиме светски лидери, политичари од минатото, кои што веќе не се живи, не постојат меѓу нас. Политичката сатира секогаш мене би била една од омилените теми за струмичките карнавали, секако и за маскенбалот, така и оваа година. Немаме некоја порака која што сакаме да ја пуштиме, но ете, нашите маски знаат да побудат и убави, но и помалку убави спомени, оти ги имаме и Гадафи, го имаме и Хитлер. Така да, таквите ликови нека останат само за маскенбалите, а современите политичари нека спремат за подобро денес и подобро утре за сите граѓани. Прв пат струмичкиот маскенбал ги спои домашните и странските гости. Организаторите велат дека подобро се дружеле. Причините за тоа беа едноставни. Значи, не можевме сите заедно да се дружиме. Брзавме да отидеме на карнавалската парти, потоа дел од нас доаѓаше овде на маскенбалот. Некој беше заборавен во тој момент, како да кажам, се ствараше атмосфера и таму, и дојдовме до заклучок дека е најдобро тоа да го направиме. Синоќа се избраа и принцот и принцезата кои вечерва ќе ја отворат карневалската парада. Тоа се Наско Косторанов и Катерина Јовановска, чија маска беше варијација на паганската мексиканска божица Ла Санта Муерте.